Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Новите министри кои ќе влезат во владата, а кои пред тоа имаа статус на пратеници, ќе ослободат вкупно 6 пратенички места од листите на СДСМ. Со тоа во изборната единица број 3 нова пратеничка станува и Славица Шуманска-Митева, која беше предложена од Општинската организација на социјалдемократите од Виница. Актуелниот состав на пратеници во Собранието на Република Македонија ќе доживее значителна промена, откако дури 6 народни избраници кои беа на листата на коалицијата што ја предводи СДСМ влегуваат во составот на владата како министри. Ваквото поместување овозможи и од изборната единица број 3 да има нов пратеник, со оглед што носителот на листата Љупчо Николовски ќе го предводи Министерството за земјоделство. На негово место во парламентот ќе влезе Славица Шуманска-Митева од Виница, која на кандидатската листа на социјалдемократите се наоѓаше на 10-та позиција. Покрај неа, како представник од соседната општина, висока партиска функција добива и Панче Стоименовски, кој е нов член на Централниот одбор на СДСМ. Инаку Шуманска-Митева е актуелен секретар во Општинската организација на партијата во Виница. Дипломирала на Филолошкиот факултет во Скопје и подолг период е без постојан работен ангажман. На последните парламентарни избори беше предложена како кандидат за пратеничка позиција, што дојде како резултат на нејзиниот ангажман и активностите што ги имаше во работата на Општинската организација на СДСМ, но и во целиот предизборен период. Затоа што сме подобри, честни и домакини. Сите ние тоа можеме и мораме да го направиме. Пред се тоа им го должиме на нашите деца, на кои со гордост еден ден можеме да ги кажеме дека ние сме заслужни што живеат во подобра и посигурна држава. Дека живеат во една слободоумна, демократска и просперитетна држава. Горда сум што се бориме за еднината на оваа земја, додека фамилијата се грижи само за нивните джебови и нивните приватни сметки. Со влегувањето во новиот парламентарен состав на Шуманска-Митева и на уште 5 нејзини колеги од коалицијата што ја предводи СДСМ, се реализираат најавите од и најголем број од имињата ќе бидат млади лица, без негативна политичка и друга позадина, со што би се добила нова енергија и ентузијазам. Новина во сегашната ситуација е и тоа што општина Виница по подолг период во Собранието на Република Македонија ќе представуваат двајца пратеници, со оглед што во изминатите неколку парламентарни состави имаше само еден представник од ВМРО ДПМНЕ. Покрај Шуманска-Митева, актуелна пратеничка останува и досегашната парламентарка Магдалена Манаскова, која во новиот состав на парламентот ќе биде на страната на опозицијата. Зголемен раст на оризот и намалена појава на плевели се постигнатите првични резултати од опитот аплицирање на тераграмин на оризово поле. Опитот го изврши Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во соработка со фирмата Скопски легури од Скопје. Следењето на опитот ќе продолжи до крајот на жетвата на оризовата култура, со цел да се видат ефектите од аплицирањето на тераграминот врз приносите на оризот. Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во соработка со фирмата Скопски легури од Скопје пред еден месец поставија опит со тераграмин на оризово поле кај селото Чифлик. Опитот беше поставен на површина од 1 декар и до неа споредбена површина без аплициран тераграмин. Целта беше да се види влијанието на овој нус производ врз структурата на почвата и растот на растенијата. Тераграминот всушност представува нус производ при производството на силикоманган. Позитивно влијае врз физичко-механичките и водно-физичките својства на почвата. Ја подобрува нејзината структура, тоест водниот, воздушниот и топлотниот режим на почвата. Ја прави лесно растресите, со што станува полесна и поекономична за обработка. Со својата хидроскопност впива голема количина на влага, која што постепено ја испушта, а со тоа ја одржува влажноста на почвата по долго време. По правичната посета на поставување на опитот, стручни лица од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството констатираа дека има забележливи позитивни резултати од аплицирањето на тераграминот. Денеска бевме во посета да ги видиме првичните резултати од тој опит, кои што навистина се изненадувачки и бевме навистина задоволни
од првичните резултати забележавме зголемена пораст на оризот, значи некаде за 5 до 6 сантими е поголем порастот на растенијата на онаа парцела каде што е аплициран тераграминот во споредба со другата парцела каде што не беше аплициран тераграминот. И исто така уште една појава забележавме, многу е намалена појавата на плевели на парцелата каде што е аплициран тој тераграмин. Значи, ние сме многу задоволни, презадоволни од поставувањето на овој опит. За сега се добиени првичните ефекти, очекуваме и на крајот да забележиме, значи, нови ефекти во порастот на приносот од оризот. Захариев вели дека со следење на опитот ќе се продолжи до крајот на жетвата на оризовата култура, со цел да се видат ефектите од аплицирањето на тераграминот врз приносите на оризот. Огранокот на Сдруженијето на стечајни работници УНИТ од Кочани ги повикува сите членови и стечајци од општината на работен состанок, што ќе се одржи в четврток покрај кеот на реката кај Центарот за култура Бели Мугри со почеток од 11 часот. На состанокот ќе се утврдува нов список на членови на Сдруженијето на стечајци, поради што неопходно е личното присуство на секој заинтересиран. На состанокот ќе присуствува и претседателката на Сдруженијето на стечајни работници УНИТ Лилјана Ѓоргиевска, а ќе се договараат на тамошните активности во врска со барањата на стечајците кои треба да се достават до новата влада. Успешно заврши огласот за продажба на градежно земјиште во државна собственост, што го објави општина Чешиново Облешево. Продадени се сите 8 парцели што се нудеа за изградба на објекти наменети за стопанска дејност. Локалната самоуправа на Чешиново Облешево ги продаде сите 8 градежни парцели во државна собственост што ги понуди со последниот оглас за јавно наддавање. Се работи за плацеви наменети за изградба на објекти за лесна и незагадувачка индустрија, од кои 7 се лоцирани кај местноста Свети Атанаси во близина на селото Спанчево, а една во местноста Кривулица Герен во катастарската општина Облешево. Според информациите од општина Чешиново Облешево, иако на јавното надавање за купување на парцелите интерес најавиле повеќе учесници, на крајот на аукцијата учествувале само 2 фирми од Штип кои го купиле понуденото градежно земјиште. Вкупната површина на сите 8 парцели изнесува над 134.000 метри квадратни, а со оглед што во наддавањето имало само по 1 чекор над почетната цена, општината треба да инкасира околу 12 милиони денари, односно близу 190.000 евра. Со оглед на една од дејностите со која се занимаваат фирмите што наскоро и официјално треба да станат сопственици на земјиштето, најверојатно на целата површина ќе бидат поставени сончеви колектори за производство на електрична енергија. Во моментот се уште тече законскиот рок од 30 дена во кој треба да се добие мислење од Државното правобранителство на Република Македонија по однос на нацрт текстот на договорот за оттуѓување на земјиштето, пошто купувачот и фактички ќе може парцелите да ги добие во свое владение и да започне со реализација на планираната инвестиција. Инаку, ова беше трета поголема продажба на градежни парцели за мало стопанство во општина Чешиново Облешево, откако пред околу нешто повеќе од 5 години се продадоа 6 плацеви за истата намена. Дел од парцелите што се нудеа со последниот оглас пак се продаваа повтор пат, со оглед што на претходната објава немаше заинтересирани купувачи. Продолжува трендот на опаѓање на наталитетот во државата, а со тоа и во источниот регион, каде од почетокот на годината е забележано намалување од 1,2%. Причината за тоа се бара во помалиот број раѓања и заменувањето на младите брачни парови во странство. Продолжува негативниот тренд во наталитетот во општина Кочани и во првиот квартал од оваа година. Според податоците од Државниот завод за статистика, состојбата и понатаму останува сериозна со оглед што анализата покажува оти бројот на населението забрзано опаѓа. Во текот на првите 3 месеци од годината во матичните книги на родените биле регистрирани 78 новороденчиња, додека лани во истиот период ги имало за 10 повеќе, а во 2015 пак овој број бил поголем за 20 на новороденчиња. Истовремено во периодот од јануари до април годинава регистрирани се 110 починати лица, што говори дека во општината има негативен природен прираст кај населението.
Нешто поповолна, но сепак негативна, е состојбата и во општина Виница. За првите 3 месеци од годината во матичната евиденција се воведени 41 новороденчи, а во истиот период починале 55 лица. Како и во целиот источен регион, неповолна состојбата со наталитетот е и во соседниот Штип, каде бројот на новородени е многу помало од бројот на оние кои починале. Односно, од јануари до април се регистрирани 137 раѓања, а 169 лица починале. Уште понеповолна е состојбата во помалите рурални општини. Во Зрновци, например, во првиот квартал од годината се родило само едно бебе, а починале 9 лица, додека во Чешиново Облешево пак има 15 новороденчиња, а 24 починати лица. Практично во целиот источен регион се бележи негативна стапка во наталитетот, односно населението забрзано старее. Според истражувањата на невладините организации, најголемо влијание врз тоа имаат лошата економска состојба во државата, но и масовното иселување на младите брачни парови, кои работа бараат во западноевропските земји. Во Центарот за култура Бели Мугри во Кочани беше крената завесата на 53-тиот драмски аматерски фестивал. Први настапија драмските аматери од големиот театар на Јагодина, Република Србија. Следуваат 5 фестивалски денови во кои ќе бидат прикажани 13 представи. Пред љубителите на театарската уметност, синоќа во Кочани беше отворено 53-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија, кој ќе трае до 3 јуни. Ке се напреваруваат 13 представи, од кои 4 се за деца, пладневни, а гостински се 2 представи од Србија. Фестивалот за отворен го прогласи директорот на Македонскиот народен театар Дејан Пројковски, кој се потсети на деновите кога како аматер режисер пред 20 на години на овој фестивал ја добил и првата награда за режија на представа со драмски аматери врсници од Скопје. Се сеќавам дека беше многу важно да се игра во Кочани. Сите кои што се занимававме со аматерски театар, мислам дека фестивалот во Кочани е нашиот Оскар, би рекол. Олимпијада, да. И се сеќавам дека една година игравме и тогаш беше најширока темата меѓу нас. Вечерта разочарани се враќаме после тркалезната маса и дискутиравме како еве и оваа година се шпекулира дека фестивалот, наградите се договорени, наместени, џабе играме. По 2 недели ми се јавуваат, јас веќе не бев во Македонија, ми се јавува мајка ми, вели, каже, на телевизија доби награда за режија во Кочани. Ми велам на колегите, штом сум добил јас, значи не е наместена наградата. Еќе почуваме поразлично да мислиме. Мислам дека фестивалот во Кочани е расадник на македонскиот театар и сите кои што се занимаваме со театар и публиката треба да сме свесни, како и општината, колку е важен овој фестивал да се поддржува, бидејќи професионалниот театар како едно од местата каде што се чува македонскиот јазик и традиција, е многу важно сите да инвестираме многу во тоа. Пред присудите зборуваше и селекторот и директор на меѓународниот Балкански фестивал на кратки драмски форми од Софија, Република Бугарија, Томи Јанков, кој заедно со група бугарски драмски уметници се гости на фестивалот. На првата фестивалска вечер настапија драмските аматери од големиот театар на Јагодина, Република Србија, кои на сцената на Центарот за култура Бели Мугри ја изведува представата на Морската шир од Славомир Мрожек, во режија и адаптација на Бојан Милорадовиќ. Инаку, изборот на представите е направен од 37 пријавени представи на аматерски театарски групи и драмски секции на училишта од повеќе градови на Македонија, а годинава доминантен е жанрот комедија. Книгата Извештаи на рисот од поетот Славе Ѓорѓо Димовски и сликарот Сергеј Андреевски беше промовирана синоќа на 53-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал на Македонија. Промотор на книгата беше професор доктор Ивица Джепаровски, а промоцијата се одржа во Центарот за култура Бели Мугри. Во вечерниот термин, кога беше исвеченото отворање на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани, беше промовирана книгата Извештаи на рисот од авторот Славе Ѓорѓо Димовски. Илустрациите се дело на Сергеј Андреевски, а промотор на книгата беше професор доктор Ивица Джепаровски. Кога ја читаме книгата Извештаи на рисот, кога ги читаме песните на Славе Ѓорѓо Димовски и кога ги гледаме цртежите на Сергеј Андреевски, ние всушност
сме во непосреден допир со уметноста на зборот и со уметноста на сликата. Не го велам ова само за да укажам на значењето на ова творечка комуникација, туку го кажувам се во ова за да укажам на фактот дека ова врска на овие двајца врвни автори од македонската култура не е нова. Таа почнала поодамна, уште од минатиот век, со неколку други стихозбирки на Славе Ѓорѓо Димовски и со илустрации на Сергеј Андреевски. Меѓутоа, овдека таа добива една нова димензија. Двајцата автори сега сушност се коавтори. Книгата е оригинален и уметнички проект составен од песни на Славе Ѓорѓо Димовски и цртежи на Сергеј Андреевски. На 44 страници се поместени 20 на песни и исто толку цртежи, распоредени во неколку циклуси. Насловот е индикативен и кога е работа, па работиле долго, а има само 14 песни. Всушност, на ум ја имав мојата нација. Токму и насловот има извештаи, строго политички термин и рис за едно убаво животинче кое веќе исчезнува од нашите плани. Тоа е и метафората на книгата, дали ние како народ исчезнуваме, кој што каже ова глобализација, кај што за малите народи, за езиците на малите народи некако место не постои, бидејќи има некој интернационален лексички јазички дожд кој што полека ги гризе и ги јаде. Рисот е многу важен за нашата нација. Секој од нас, то го има кажано многу одамна, јас како дете го читав записи за негови као мемуари, Мирослав Крлежа, кој по потекло, иначе под едната лоза е македонец, од Дојран, кажува дека ризот е животното кој е највпечатливо, најискрено го представува македонецот, значи суштината на нашиот народ. Значи треба да се замислиме ние и да како рисот да се бориме. На вториот ден на фестивалот беше прикажана детската представа Ние врапчињата во режија на Јулијана Талеска, Аднан Мехмети и Ирена Папик во изведба на основните училишта Климент Охридски и Добро Јовановски од Прилеп. А во вечерниот термин представата Ништо без трифолио во режија на Стоје Додевски во изведба на аматерите од Команово, како и представата илустрации за тоа како идејата го запрепастува човекот кој не е спремен за тоа во режија на Наталија Теодосиевска и Јаков Спасов во изведба на Младинскиот образовен форум од Скопје. Следува информацијата од спортот. 4 медали освоија членовите на карате клубовите Партизани Кочани на државното првенство за кадети и јуниори во Скопје. Со тоа тие го повторија успехот од почетокот на месецот, кога и од првенството за пионери се вратија со поголем број освоени медали. Членовите на карате клубовите Партизани и Кочани забележаа нов успех во домашните надпреварувања. Тие освоија вкупно 4 медали на државното карате првенство за кадети и јуниори и каратисти до 21 година, што се одржа во Скопје. Потврда за успешниот настап на нашите млади спортисти е што карате клубот Партизан, кој учествуваше со 5 каратисти, од првенството се врати со 1 сребрен и 2 бронзени медали. Во конкуренција на борби за каратисти до 52 килограми, Роберто Здравковски го освои второто место и заслужено се најде на победничкиот пиедестал меѓу тројцата најдобри на првенството. Неговите клубски другарки Ива Таушанова во категоријата над 54 и Василија Христик во категоријата над 59 килограми беа трето пласирани и се закитија со бронзени медали. Останатите двајца каратисти од клубот, Мартина Шахинова и Виктор Георгиев, не го поминаа првото коло и останаа без позабележителен пласман. На државното првенство во Скопје со тројца представници настапи и карате клубот Кочани, при што тие освоија 1 бронзен медал. Успехот за клубот го донесе Љубомир Давидков, кој во категоријата до 63 килограми го освои третото место. Другите двајца каратисти, Иван Јанкулов и Јана Марија Минова, од првенството се вратија без пласман. Со освојувањето на медалите, четворицата кочански каратисти од двата клуба си обезбедија учество на Балканското карате првенство за кадети и јуниори, што кон крајот на годината ќе се одржи во Црна Гора.
Почнувани, временската прогноза беше последната информација во вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте пријатна вечер. Довидување.